Тој има 3 презимиња, 2 имиња и живее во држава која ја дискриминира неговата различност. Европеец ке рече за себе, заробен во балкански менталитет. Во вакви услови, ова момче бавно и мачно минувало низ процесот на себе прифаќање, дека е хомосексуалец. Сега со мислите е насочен да ја напушти Македонија, која е претесна за неговите хоризонти, да најде работа, да основа истополов брак и да посвои дете. Беше тешко, потоа согледувајќи ситуацијата дома, каква е во семејството, согледувајќи ситуацијата, конкретно веќе почнуваме на телевизија, нашите родители ќе слушнат некој таков или тие се болни, ова, она, ти го слушаш у себе и тоа го трпиш со години, значи тоа е еден вид како чувство што те да прво од внатре, не ти дава да функционираш, си викаш и каде е моето тука, јас сум како не припаѓам овде, само тоа си викаш цело време расте со тоа, ја не прифаќам овде, никош нема ме прифатат, никош нема ме сакаат ваков, што е ова, зошто сум ја ваков, може да се случат и нагони за самоубиство, буквално. Сакам да видам со некој до крај на животот, не би сакал сам. Да речеме у Македонија, докато се случи, ја излезам со партнер и фатен за рака по улица, ние во рок од 3 минути ја мислам дека би бил нападнат и сепак таа слобода што бе почувствувал таму сепак би била многу полезна. Хомосексуалците конкретно го прифаќаат оној менталитет наметнатиот дека тие мора утре да стапат во врска со жена конкретно и да скреираат фамилија, деца и да бидат потиснати од она што вистински се. Треба прво и тоа да се работи, треба да се работи на свеста кај народ дека ние не правиме нешто лошо, не убиваме луѓе, едноставно тоа е љубов. Ако мислиш дека е нешто во право, и ако мислиш дека треба да го направиш, направи го. Истополовата љубов бара и жртва. Оваа девиза, вели Мурат, го води низ животот. Со него контактиравме преку Skype. Тој во моментов волонтира во Полска, но за неколку месеци се враќа дома. Сепак, одлучи отворено да зборува за својата сексуална ориентација. Беше време да мислим да жртвувам нешто од мене, ако би требало, за да направам ова. И не е прв пат ако што зборам за отворено за мојата сексуална ориентација, никогаш не сум криел уствари за тоа. Секогаш сум бил отворен со луѓето за мојата приватност, која требало или која не требало. Мислим дека воопшто нема потреба да се плашам јас или некој друг кој што би сакал да излезе и да каже нешто јавно за нивната сексуална ориентација. Пошто луѓето немаат време, мислам дека повеќе да се замарат со тоа кој со кого спие во спална соба. Но знам лица од дел од заедницата кои што биле избркани од дома, кои што биле малтретирани, кои што биле во најлоши ситуации, кои што излегле во улица и понудиле сексуална работа само за да преживеат. Мислим, ова не треба да се дозволи. Родителското неприфаќање на децата со поинаква сексуална ориентација резултира со живот под клуч во една соба поради срамот до колината или нивно принудно напуштање на домот. Овие лица, кои претрпеле насилство или биле избркани поради својот идентитет, од неодамна можат привремено да се засолнат во сигурната куќа, отворена во Скопје. Локацијата на привременото сместување се држи во тајност поради искуството од предходните 6 напади на ЛГБТ центарот. Нападите никогаш не беа расветлени. Токму Мурат бил сведок на еден од насилните каменувања на центарот, кога беше сместен во старата скопска чаршија. Тоа ми е најекстремен трав, такви емоции кои што сум ги почувствувал само поради ориентална сексуална ориентација. Паниката на луѓето околу мене, самиот звук на гневот од надвор кој што беше поради нас, мислим, беше страшно, но истовремено кога истото се дешаваше, тоа ме направи некако посилен. Пошто мислим дека ништо не треба да ме плаши. Прв, кој не се сопна на пречката наречена страв за јавно да се декларира како хомосексуалец уште во 2005 година, е активистот Кочо Андоновски. Анализирајќи го развојот на ЛГБТ движењето во земјата, тој изведува две тенденции.
влошување на општествениот амбиент кон оваа заедница, но од друга страна, нејзина поголема организација и ширење на граѓански активизам. Последиците од таа отворена кампања која високи представници на институциите ја водат и можеме да забележиме различно постапување што во основа е суштински опис на дискриминацијата на институциите кои треба да ги гонат и да ги расветлат овие случаи, да ги гонат насилниците. Например, од 6 напади кои ги доживеа ЛГБТ и Центарот за поддршка, само еден е расчистен, каде Центарот не беше директен таргет, туку беше последица на меѓуетнички протести за министерот за одбрана кога беа протестите. Како клучен доказ во тој судски процес обвинителството и судот ги искористи видеозаписите од нашите безбедносни камери. Додека пак за сите други 5 напади, исти тие видеозаписи од нашите безбедносни камери не беа доволни за оние да ги идентификуваат, да ги прогонуваат и да ги осудат насилниците кои тоа го правеа. Тоа во себе повлекува заклучок дека во суштина се охрабрува хомофобичното насилство и се охрабрува потиснување на себе реализацијата кај одредена група на луѓе. Во 2015 година беше последниот и неуспешен обид сексуалната ориентација и родовиот идентитет да влезат во Законот за антидискриминација. Во друг документ пак, Националната стратегија за еднаквост и недискриминација 2016-2020 година се зема предвид дека човековите права и припаѓаат и на ЛГБТ заедницата, но сепак законски тоа останува нерешен проблем. Европската комисија во извештајот за Македонија за изминатата година изразува загриженост за начинот на кој што се избрани новите членови на Комисијата за заштита од дискриминација, велејќи дека тоа било нетранспарентен процес, а дел од членовите со своите изјави во јавноста го доведуваат во прашање професионалното и објективното работење. Председателот на комисијата, Александар Даштевски, не прифати краток разговор за 360 степени во однос на оваа тема, велејќи дека ги нема прочитано забелешките од европскиот документ. Најчесто кога ќе се спомне ЛГБТ заедница во Македонија, прва асоциација е машката хомосексуалност, а многу поретко се говори за бисексуалци, лесбејки, трансродови лица, интерсексуалци и квир. Професорката на Институтот за антропологија и етнологија, Инес Црвенковска-Ристеска, која со години се занимава со оваа проблематика, објаснува дека машката истополова привлечност боде очи во хетеросексуалниот свет, влечејќи корени од традиционалното живење. Со пенетрацијата помеѓу истополовите партнери настанува изместување на машкоста. Значи, да кажеме, оној кој што влегува во таков однос, станува некаква категорија која што е помалку маж од оној кој што, да кажеме, од условно нормалниот, замислениот нормален маж во рамките на заедницата. Истополовиот однос помеѓу жените многу често се смета како некаква акт кој што придонесува за зголемување на половото задоволство кај машките лица. Значи, често пати се случува машките во текот на развојот да гледаат фотографии, нели, и такви порнографски, еротски, такви презентации, кои што според нив представуваат некаков поттик на нивното полово задоволство, подоцна и да кажеме и сексуално, или ја сметаат како некаква добра предигра. Во отсуство на поддршка, доаѓа до пат на самодовербата и изолација на личноста. Загрижувачки податоци покажа истражувањето на Коалицијата за сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, каде главен истражувач се јавува Лина Ќостарова-Унковска, која ги споредува искуствата на младите хетеро наспроти хомосексуалци. Родителите кои сакаат да им помогнат на своите деца се срамат, немаат уверување од никаде дека нивните деца не се болни,
Постојано живеат со чувство на вина, каде погрешиле во своето воспитување. Затоа смета Унковска, потребно е родовите прашања да бидат вметнати во образованието, а пишувањето дека хомосексуалноста треба да се лечи, да се избришат. Овие млади имаат и цела една спектар на психосоматски тегоби, кои што исто така 2 до 3 пати се поизразени отколку кај хетеросексуалните млади, а тоа се однесува на симптомите на нервоза, вознемиреност, проблеми со спиењето, главоболки, повеќе кратни симптоми во единица време, па дури и до идеи за самоубиство, кои што се 3 пати повисоки, имаат повисока стапка од оние кај хетеросексуалните млади. Во образовниот систем не знаат воопшто што се трансродови лица, може би нешто виделе, чуле, некој филм гледале, меѓутоа никаде не добиле информација, никаде не биле едуцирани за да може да препознаат такви лица, односно да препознаат луѓе кои што имаат, кои што се зарад некои причини имаат проблем со својата средина или имаат проблем да го изразат тоа што го чувствуваат како родов идентитет. Можеби најмногу невидливи и најмаргинализирани во ЛГБТ заедницата се трансродовите лица. Општественото неприфаќање и немањето можност за наоѓање работа, трансформирајќи го телото од маж во жена, го користат за обезбедување екзистенција како сексуални работнички. Ваков двоен живот со наизменично менување на идентитетот живее Лила веќе 12 години. Преку ден работи како хонорарец, а навечер како транссексуалец. Некои искуства ги опишува како ужасни. Од 100% клиенти што сум ги имала до сега, 70% биле окей клиенти, на 30% биле клиенти кои што се живуваат со тебе, кои што мислат дека ако ти платиле на тебе одредена сума на пари, може со тебе дека те поседуваат едноставно во тој еден час и дека може со тебе што сакаат да прават. Ако ти каже може да те влече за коса, да те малтретира или тие други работи, на крај ти вика извини, јас ти имам платен. Затоа што сум самата сексуална работничка, немам пријавувано, не сум претрпела физички контакт, значи од клиенти, тоа ми се нема случено до сега, но психички да бидам малтретирана, тоа ми се имало случувано, сексуално да бидам злоупотребувана, исто ми се случувало, исто не сум отишла во полиција да го пријавам моментот кога сум била силувана, само од причината за тоа што сум сексуална работничка, кога ќе кажам дека ме силувале, тројца луѓе ќе ми кажат сама си го барала. Па на почетокот, од кога почнав значи, да се трансформирам, ми требаа некои од час до час и половина, бидејќи не бев искусна, бев нова и не знаев толку умешно да го правам сето тоа, но со тек на време, значи како се поминуваше времето, така се повеќе ги совладував техниките, за да на крај ми требаат некои од 5 до 10 минути да се трансформирам од момче во девече. Клиентите најчесто сакаат да носам рижащи хубавки, подвезици, високи подпетици, долен веш во црвена боја, тоа ги пали. Не знам, имаш клиенти кои што сакаат малку сакаат лисици, маски, камшици. Ала. Да? Дома сум, да. Добро. И бајде за 10 минути биде кај мене пред зграда, пошто ја имам нешто работа, па ќе ти зацвонам да се качиш. Ајде, баш. Чао. Дечки, јас ќе морам да ве прекинам, бидејќи ќе имам работа за 10 минути, така да мислам дека е доволно.